Господин Клетников, постои први пат буквално Бугарија покаже и докажа дека она што го бара е буквално укинување на Македонија, македонците и македонштината, реално тоа се фактите. И новата влада на Петков кажа дека, нели, остануваат на старите позиции. Сега што е новитетот? Новитетот е дека ќе ни дале 6 месеци за да го видат перформансот, така наречен, односно изведбата на она што ќе го наложат од страна нивна на ќе го изврши заевата влада, па после тие 6 месеци наводно ќе ни дале датум. Мојабетот е многу едноставен, предпоставам дека логиката вели ќе зависи повторно датумот од изведбата на Заев, дали тој ќе биде премиер или не, помалку важно. Добро. Бугарска работа. Тие не стои први пат, зашто велите, туку тие веќе повеќе од милениум ги негираат македонците и ги сметаат за бугари и целиот нивен културно-историски, културно-цивилизацијски имот. Видете, ја би почнал со она теза, не е хипотеза тоа, дека бугарите се во криза за идентитет. Тие имаат криза со нивниот колективен идентитет. Зошто? Тие се еднаш азијати, потоа се словени, потоа тракици, а сега сакаат да бидат македонци. Пазите, тоа е парадоксално кажано, но тоа е така. Во подсвеста тие се маркираат како македонци. Не случајно одат во грабеж таков силен на културно-цивилизацијскиот имот на македонците, Кирил и Методий, Климент и Наум. Средниот век, се до 19 век, па и потаму, во почетокот на 20 век, јас мислев едно време дека тие посегаат само до Кирил и Методий, односно навам од Кирил и Методий, меѓутоа тие посегаат, дури рацете ги пружаат, а тука нека се разберат со грците дури до античка Македонија. Јас сега ќе цитирам еден бугарски историчар, колку историчар тој, Иван Коларов, тоа го цитирам од сјајната книга на Ѓорѓи Попатанасов, наш академик, славјес одличен, каде што Иван Коларов во предговорот на својата книга вели: овде јас ја прикажувам борбата, величеството, паденето и ставането на българското племе од Александар Велики до днес на бугарски.